Добредовте на денешната пресконференција. Зголемувањето на обработливите земјоделски површини преку неселективна и транспарентна распределба на државното земјоделско земјиште под закуп е една од стратешките цели на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во моментов се активни 4 јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. Следниот петок завршува рокот за поднесување на понуди за јавниот оглас за давање на државно земјоделско земјиште под закуп за површини до 3 хектари. Овој оглас е наменет за одгледување на земјоделски култури за производство на сточна храна, односно на житни, фуражни и индустријски култури за период до 15 години. Предмет на огласот се површини во Берово, Валандово, Велес, Гостивар, Гевгелија, Дебар, Делчево, Кавадарци, Куманово, Кратово, Пробиштип, Свети Николе, Струмица и Штип. Вкупната понудена површина на овој оглас е над 996 хектари. За истата намена во тек е оглас за закуп на земјоделско земјиште за површини од над 3 хектари по пат на електронско јавно надавање. Со овој оглас се опфатени површини во Берово, Велес, Гостивар, Дебар, Куманово, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Струмица, Штип, Крива Паланка. Ке бидат доделени над 517 хектари. Рокот за доставување на понуди за овој оглас трае до 21 овој месец. Околу 1780 хектари е предвидено да се распределат со огласот за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, кој што е отворен за доставување на понуди до 24 овој месец. Овој јавен оглас е со намена за подигање на долгогодишни насади, односно лозја, овоштарници, хмелј и оранжерии за период до 30 години, подигање на долгогодишни насади со лешник за период до 70 години, подигање на маслинарници за период до 50 години, одгледување на други земјоделски култури за период до 15 години, ливади за период до 15 години, за одгледување на брзорастечки дрвја на земјоделско земјиште кој се наоѓа на надморска висина над 700 метри за период до 30 години, рибници до 20 години и за спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години. Површините кои се предмет на огласот се наоѓаат во Свети Николе, Карпош, Кисела вода, Чаир и Газибаба. За истата намена во тек е јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини но над 3 хектари по пат на електронско јавно надавање. Понудите за овој оглас треба да се достават до 11 септември. Со овој оглас се доделуваат над 1090 хектари во Газибаба, Делчево, Карпош, Киселавода, Кочани, Охрид, Прилеп, Струга и Струмица. Оно што е важно за сите заинтересирани кои сакаат да аплицираат на овие огласи е да внимаваат на критериумите и на комплетноста на документацијата и секако да ги запазат роковите за доставување на понуди со цел да може навреме да се склучат договорите. Во контекст на мерките што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги превзема за секоја педа обработливо земјиште да биде во рацете на вистинските земјоделци, во тек е постапка на изготвување на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште. Со предлог законот ќе се подобрат веќе постоечките законски решенија, но и ќе се воведат нови решенија кои ќе бидат во функција на рационално користење на земјоделското земјиште, негова заштита и правна сигурност на сопствениците и корисниците на земјоделското земјиште. Паралелно се работи и на спроведување на проектот кој заеднички го спроведуваме со ФАО за консолидација на земјоделското земјиште, затоа што со укрупнувањето на парцелите ќе создадеме поевтино и поконкурентно земјоделско производство. Нашата крајна цел како Министерство за земјоделство е вистинска и неселективна распределба на државното земјоделско земјиште, што ќе значи зголемени обработливи површини и зголемено производство на квалитетни, конкурентни и безбедни земјоделски производи.